Во дан моменталишно преспиталите шкупит, пациентот целиот е пријатуван траѓедине Кочанит, шеро 23 пациент, пред целеве 4 јан на тенен клинике, 10 јан на спиталине вјетар të qytetit dhe 9 janë në 8 shtatori. 4 pacient janë në spitalet private. Pacientët të cilët shërohen jashtë shtetit janë 113, të cilët janë në gjendje relativisht stabile, 4 pacientë vazhdojnë të jenë në gjendje kritike, dje u kthyen 2 pacientë, sot kthehen edhe 5 pacientë tjerë. Do të thonë jashtë shtetit sonte do të mbesin vetëm 108 pacientë që shërohen. Ako ima prašanja, dok imate prašanja, povedite. Da, kakvi povredi ima ovih 5 pacijenti, četvorica od Španije, jedan od Grcije koji će pristignuti na svoji... Povedite, da, hospitalizirani za monitoring. секако ви кажав дека минимум 24 часа остануваат. Доколку лекарскиот конзилиум констатира дека треба подолго, ќе продолжат со лекување, ќе биде направена тријажа. Доколку треба ќе си одат дома, повеќето се изгореници. Нема, значи, други повреди кои што барем по тоа што добиваме информации, по протоколите што ги пуштаме, сите пациенти се со изгореници. Не слушнавте денес дали понатаму тие тројца, четворица... Четворица пациенти, да, четворица пациенти продолжуваат да се по критична состојба, меѓутоа за сега стабилна, меѓутоа да бидеме внимателни во тоа што го кажуваме, видите, флуктуираат состојбите, така да ајде да видиме, се уште продолжува 4 пациенти да бидат во многу тешка состојба. Најавувате постојано дека ќе пристигнуваат, значи може би најголемиот наплив да се изразен ќе биде наредната недела од четврток, значи планирате ли тоа што го разговаравте на почетокот во еден центар, сите да ги сместите во Кочанската болница, како во тој аспект сте организирани за после на едно место да се одвива и таа рехабилитација? За сега планираме да ги прифатиме овие пациенти кои што ќе дојдат низ клиниките. Во меѓувреме ќе видиме, веќе имаме понуди, го кажав тоа вчера, од одредени држави, тие што се потешки пациенти и на кои им треба рехабилитација подолго време, евентуално да престојуваат подолг период, може би тие што се најкомплицирани за рехабилитација, може би и надвор од државата, меѓутоа и тука планираме да направиме во внатрешноста некој центар за пациентите на кои што ќе им треба подолга рехабилитација. Во моментот се уште немаме одредено центар, меѓутоа размислуваме за 2-3 можни опции. Ќе ве известиме штом донесеме одлука како кризен штаб. Добре, јас имам прашање на одборот темата. Дали е случно дека би можело да ја напуштите коалицијата преди и дали е точно дека барате најмалку 40% од кандидатите за градоначалници? Ова ве прашувам бидејќи во текот на вчерашниот ден кога го објавија дел од албанските медиуми. Ова е ирелевантно за темата која што ја разговараме денеска. Меѓу коалицијски разговори тоа се веќе политички теми. Ја мислам дека денеска повеќе јас сум фокусиран на темата здравство. Во коалицијата Влен состојбата е релативно стабилна и во владината коалиција се е во ред до сега. Уште едно подпрашање за темата овие 23 што се во Македонската болница. Добро. Предпоставувам се достапена на состојба, колку долго ќе се задржали понатаму на лекување, неверојатно и тие имаат изгореници или пишување на чат или нешто слично. Повеќето половина, ја се надевам следните 5-6 дена ќе бидат испишани, меѓутоа некои има и што се оперирани. За нив ќе треба подолг престој во болницата, ќе одредат повторно докторите кои што ги лекуваат. Не би сакал сега да предвидувам кога ќе смета лекарскиот конзилиум, па и докторите што ги лекуваат пациентите. Не брзаме. Ние функционираме во сите клиники и болници безпрекорно со програмите кои што ни се предвидени за други пациенти, така да сега е веќе во државата, во болниците стабилна состојбата, како да нема нешто посебно поголем број пациенти, како што се случува првите 2-3 дена кога имавме наплив од околу 200 пациенти. Кога зборувате за оперирани, предпоставувам најголемиот дел со трансплантација на кожа, да.